Председателя, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, прво би сакал да кажам една работа. Нели се води тој познатиот диалог Жан Моне за деловникот и унапредување на начинот на работата на собранието, како што работи председателот на собранието, да беше Жан Моне член на Македонското собрание, прв ќе се подпишеше за интерпелација на Талат Џафери. Зошто? Затоа што овие закони ни се предложени и се сериозни, озбилни закони кои што третираат многу битни теми за граѓаните во мај 2022 година, а на дневен ред стигнуваат дури сега. Тоа е Жан Моне во улогата на Талат Џафери. Сметам дека кога би бил тука, Жан Моне би поцрвенел од срам, бидејќи другите очигледно ја немаат. Но како и да е, по однос на предлог законот за изменување на законот за јавни предпријатија. Го предложивме во мај 2022 година, бидејќи имавме многу голема економска криза и се уште имаме тешка економска криза, која што дополнително беше оптоварена нашата економија и буџет со предлогот на СДСМ и ДУИ во 2018 година во декември да се донесе закон за заменици на директорите во многу државни и јавни предпријатија. И тога се изгласаа законски измени кога околу 40 државни и јавни предпријатија, освен тоа што имаат директори, законски добија и заменици директори. Тоа се големи буџетски трошоци. Заменик директор, кабинет, возач, технички персонал околу него, репрезентација, што и да е друго, тоа државата и буџетот ја оптоварува многу повеќе отколку некои други реални потреби на граѓаните. Затоа со овој предлог закон бараме парламентарното мнозинство да не поддржи, за да се изгласа да нема веќе заменици на директорите во државните и јавни предпријатија, како што се Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Национален парк Маврово, Национален парк Галичица, ЈП Ловиште Јасен, јавно предпријатие државни патишта, ЈП Водоснабдување Студенчица и уште 35 други. Таму замениците директори се ставени само за коалиционо пазарење, а не се ставени за поголема ефикасност на овие јавни предпријатија. Доколку се изгласа ваквиот закон и се скратат замениците директори на овие државни и јавни предпријатија, ќе има доволно средства за да се исплатат неисплатените плати на специјализантите кои што работат на клинички центар и во болниците во Македонија, и ќе има доволно средства специјализантите да бидат вработени како лекари и да се вработат дополнителни медицински сестри и персонал во болниците кои што навистина кубурат со персонал и немаат како да ги нудат своите услуги на граѓаните кои што плаќаат данок. Граѓаните плаќаат данок за да имаат учебници и за да имаат бесплатно и ефикасно здравство. Не плаќаат граѓаните данок за да имаат дополнителни 40 заменици на директори кои што работат ништо од 8 до 16 часот пред да заминат на службен ручек. Затоа сметаме дека во ваква економска криза навистина е разумно и буџетски потребно да се заштедат средства и да се изгласа закон да нема 40 заменици директори од СДСМ и ДУИ и да не биде тоа пазар на сметка на буџетот, туку тие пари да се искористат за реалните потреби на граѓаните во образованието и во здравството. Благодарам за поддршката.